Добро вечер и добре дојдовте во првото издание на емисијата Лица. Емисија која што ќе се занимава со животните приказни на моите соговорници. Во оваа прва емисија чест ми е да ја најавам и да ја нагостам Жаклина Димовска. Добро вечер. Добро вечер. Добре дојде. Велам ми е чест затоа што мислам дека ќе кажуваме и ќе зборуваме работи вечерва кои што јавноста ги знае, а добар дел и не ги знае. Да. Мораме да зборуваме. Така е. За вистината. Така е. Повели. Прво издание на Лица, моја прва гостинка, Жаклина Димовска. Мислам дека сте препознатлив лик. Изминатите 3 и повеќе години вие често бевте во јавноста. Јас не бев во јавноста и јас немав прилика да поставувам прашања. Со оглед на тоа што Сега имаш чест. сега имам прилика, Ексклузивно, да. Немав многу сомнеш околу тоа дали треба да ми бидете првата гостинка или не. Жаклина Димовска се појави прв пат во јавноста некаде 2013 година, значи веќе 5 години од сега, да ја раскаже приказната и маката која тогаш ја имаше и наредните години. И се уште е. И се уште ја има. Жаклина е мајка на малата Тамара, чија болест и судбина заглави во лавиринтите на здравствениот систем, за жал со трагичен крај. Жаклина беше борецот кој мене ме воодушевуваше гледајќи го на малите екрани и се надам дека вечерва ќе успеам да ги поставам сите прашања кои што уште од тогаш ми се вртеа во главата. Ќе бидам искрени, се надам. Да. Секогаш сум искрена. Она што мене ме запрепасти, барајќи ве да ве имам во ова прво издание, беше фактот веќе дека сте се одселиле од Македонија, Да. и се обидувате што е можно помалку да се враќате овде. Да, за жал, тоа е така. Од кога заминавте? Ние заминавме во август оваа година. Неполни 8 месеци, така мислам дека е. Се одлучивме на тој чекор, барајќи подобар живот за мене и за моето семејство, пред се за мојата друга ќерка. Не се чувствував многу добронамерник во оваа држава. После се што ми се случи, за мајка го е, на крајот е трагичниот епилог од сето тоа што излезе и едноставно го спакував куферот и заминав. Како ви е сега во Словенија? Во Словенија сега ми е, можам да кажам, добро. Значи, работиме јас и сопругот, детето се школува таму. И тоа е тоа. Теона? Да, Теона е добар ученик беше и тука и го продолжи успехот и се уште истиот успех и горе. Се гордеам со тоа што го постигна она и јазикот го усоврши и си ги задржа сите оценки како и тука што и беа, значи е одличен ученик. Да, и сега ние малку лута што ја украдовме мајка и на ден. Да, многу би лута. Ќе ни Ама прости. следен пат. Ке ни прости, да, следниот пат ќе имаме прилика и со неа да се дружиме. Реко, вашата приказна прв пат се појавува 2013 година во јавност. Се сеќавате ли како и зошто воопшто нели се обративте или крикнавте во јавноста да се слушне вашата приказна? Тоа беше приказната на Тамара, која морав јас да ја изнесам во јавноста. Тоа всушност беше нејзината болест. Значи што ја констатиравме на година и пол, нејзина возраст, што за нас беше шок, дека она има сколиоза, тоа е всушност искривување на работниот столб, кој прави деформации во целото тело, всушност. Како прогресира болеста, така се искривуваат рбетот, така и самото искривување не им дозволува на органите внатре во организмот да се развиваат. И доаѓа до блокада на целиот организам.
Како вие како мајка на дете од 1,5 годинка се соочивте со таа дијагноза? Тоа беше страшно. Значи, мајке го фактот дека после тоа јас ја раѓам и таона и доаѓам до сознание дека и таона има всушност здравствен проблем. Има вродени малформации во срцето, ВСД, АСД, постручени некои докторски термини, всушност тоа е мешање на крвта во срцето, во предкоморниот дел и во коморниот дел. А ке те она оваа дијагноза кога ја дознавате? На 40 дена нејзино. Значи брзо по Да. по И раѓањето. јас бев соочена со тоа што не знаев дали да лекувам мало дете од 40 дена или веќе 2-годишна керка која чека голема битка. Значи едната ја чека и другата, а фактички мене ме чека уште поголема. Сега Тамара велите веќе има 2,5 годинки кога борбата почнува. Да. Кои беа првите врати или на кои тропнавте или проблеми Тоа со кои се беше, соочивте? мислам дека беше април 2013 година, кога излеговме ние во јавност со нашата приказка, која ја изнесе колешка, вашата колешка, моја драга пријателка Билјана Николовска, Да, од Телма колешката од телевизија, Телма која навистина која неизмерно и благодарам, значи Сестрно го следеше случајот од почетокот до никогаш не ме крајот. остави и секогаш беше тука за нас, за се што и се уште е тука. Добро, Билјана беше првата на која се обративте. Да. Се обратив и на многу други места, но Билјана беше таа што прва го направи, ексклузивно ја изнесе приказната на Тамара во јавност. И што се случува по првата објавена сторија? Што се случува? На Тамара и беше вградена, малце отидовме напред со приказната, на Тамара и беше вградена шипка во ребетниот столб на нејзина 4-годишна возраст и беше целата приказка, бидејќи Тамара ја носеше шипката безпотребно, требаше да се извади да се вгради нова. Колку време требаше да ја носи таа прва шипка во ребетниот столб? Па некаде највеќе до година дена. Но не ја носеше 2 години повеќе. Заради тоа што немаше кој да ја извади во Македонија. Не постоеше таков Кој специјалитет. воопшто ја направи интервенцијата? Кој ја оперираше? Тоа не го погаравме. Јордан Савевски. Готов. Ми текна. Дури сега ми текна. Значи во Скопје, интервенција Да, направена интервенцијата во Скопје. се направи во Скопје, во Државна клиника травматологија. Ја направи Јордан Савевски, професорот. Ја вгради шипката и толку приказката заврши. Значи човекот отиде во пензија и се заврши приказката. Тоа е еден интересен детал, велите во периодот кога треба да се извади шипката за Тамара да евентуално добие нели нова. Докторот кој ја извршил операцијата оди во пензија Да. и потоа детето е оставено нели На милост и немилост. на милост и немилост, Како многу македонски деца. бидејќи како што ми рековте, никој не се по нашки кажано нафаќа да ја направи таа интервенција. Немаме стручен доктор кој може тоа да го направи. Тоа го имате некаде црно на бело? Да, Во каква форма? во писмена форма. Така, знам дека во писмена, Да, ама да. велам кој го дава тоа мислење. Значи, ние добивме конзилиарно мислење, ќе одиме сега напред малце со приказката. Ке го има тоа Да, многу и напред и назад за да ги фатиме сите делови, се обидувам со ред, Ке но мешаме. да. Значи, ние го добивме конзилиарното мислење од потпишано од 3 доктори од 3 клиники и веќе не тоа не го знам многу добро како им оди тоа нивниот редослед, но потпишано е во решението убаво стои. Заради специфичноста на болеста, ова дете мора да се оперира во странство. Бидејќи во Македонија не постои тим ниту болница која може да го изврши сето ова. Значи, зад овој наод или ова мислење стои поголем тим на Да. лекари и стручњаци кои што велат на ова дете му нема лекар што може да ја направи интервенцијата во Македонија, треба да се лекува во странство. И сега вие тоа дете го имате дома со шипка која го затегнува неговото растење, не може да се развива и правите што? Револуција. Од врата на врата секој ден. Вој доктор, тој е добар, вој е добар. На крајот стасавме и до фамозниот министар. Како изгледаше тоа
тропање од врата на врата? Од каде почнавте? Од каде знаевте дека треба да почнете? Јас едноставно морав да ги тропам тие врати, бидејќи ако не одев јас, немаше никој кој да оди. Значи јас бев таја која работи трета смена по 10 сати. Утрето морав да одам во Скопје и да најдам некој доктор, некој соодветен кој ќе ме упати што треба да правам, како треба да правам. Ми помагаше доста и покојниот доктор Камнар во селата Приказка. Он ме упатуваше во Словенија, во Хрватска, во Америка и не знам каде. Но за жал на крајот се почина човекот и немав некоја подобра подлога за да ме упати. И тогаш останав сама и продолжив сама. Значи кон истите тие луѓе ќе биде или нема да биде. Колку врати поминавте, Жаклина, знаете ли? Значи да се вратим, го прескокнав моментот. Значи одев трета смена и секој утро одев во Скопје за да најдам некој кој ќе му помогне на моето дете. Да го оперира или евентуално да ми помогне да му упати во која болница да одам во странство. А сите опции беа во странство. Но знаете, странство за мене беше тогаш страшен поим. Значи странство надвор од Македонија. Јас немам никој, јас немам средства, јас немам ништо. Значи треба болница да најдам. Јас тогаш не знаев ниту на интернет да пробарам да најдам некоја болница која работи такво нешто. Колку врати поминавте, знаете ли? Не знам. Тоа беа врати на доктори, на Врати на институции? доктори, на институции, на фонд, на не знам, многу се. Но не е тајна дека тропавте и на врати на политичари. Да. Тропав. Тоа беа какви обиди? Неуспешни. Неуспешно. Очигледно. обиди. Но, на што наидувавте? Секогаш беше одговорот ќе биде. Но за мене одговорот ќе биде е некое идно несвршено време, кој јас не го верував дека ќе биде и затоа бев многу упорна и затоа бев квалификувана како лудача. Да, и тоа стои. Да. Да бидам вака груба, дека нели некој ве Докато сум се квалификува. помереметила. Да. Не сум знаела што сакам. А јас уствари сакав моето дете да се оперира и да биде конечно да нема болки и да нема тие пореметувања во организмот. Тоа тропање од врата на врата интензивно трае некаде околу 2 години, ако не се лажам, без Да. престан. Значи, накусо од ова што сега го рековте, работите во трета смена, во приватна пекарница во Велес. Секое утро, веројатно имате малку време да ги видите децата пред да одат на училиште, и доаѓате во Скопје и веројатно патувањето низ Скопје трае до крајот на работното време на државната Да. администрација, некаде до 16:30. Треба да се вратите дома, повторно да се грижите за своите деца, нешто околу училиштето и потоа повторно идете на работа. Јас тука не гледам кога сте имале време и за спиење. Патот Скопје Велес не беше значи спиење. тие 1 сат од прилика да речеме. Прашањето ми од каде ја црпевте силата? Каде ја црпев силата? Едноставно сватев дека јас морам да го направам тоа. Единствена работа што ми е жал и секогаш ќе ми биде жал, што јас поминува време на работа, поминува време по врати, кои кога ми се отвара, кога ми се затвара, а јас нема време да бидам дома со децата. А морав да барам и кардиолог, и доктор за востранство. За сколио за што работи. Тоа без друго, на кога зборувавме, рековте, најмногу ми е криво што последните 2 години од животот на Тамара, јас можев да ја гледам многу малку време да поминувам со неа. Добро, во тоа многу малку време што го поминувавте со неа, дали бевте во позиција секој ден да ја кажувате или да ја ветувате дека
барате помош, дека ќе најдете помош? Она беше свесно дека јас барам помош. Добро. Она го гледаше тоа. Гледаше како јас постојано сум на телефон, од некого барам помош, од некој доктор барам број, од некој доктор барам средба или слични работи, со напишани зборови што треба да кажам, што треба да направам, кога е автобусот, кога се враќа, кога јас Тамара се враќа од школа, кога значи имаше тука големи турбуленции. Што ви велеш, Тамар? Мамо, ќе успееме, знам дека ќе успееме. Веруваше во вас? Да. Верувала на тој начин и во институциите или вратите на кои сте тропале? Да. Веруваше. Но за не се беа тие лошите чичковци што не дозволуваат да се лекува. И секогаш кога ќе ги видеше, ги вперуваше со прст на телевизија и викаше: овој чичко не ми дава да се лекувам. Овој е лошиот чичко. А го знаеме сите кој. Велите дека она првата шипка која што била вградена, рековме, нели, докторот оди во пензија, едноставно нема после кој да ја отстрани. Да. Од тука натака малку сега да се надоврземе. Да. Сепак таа шипка успевате да направите интервенција. Преку доктор Жан Митрев, значи голема благодарност и до него, донесе доктор од Хрватска кој ја извади шипката за фамозни 20 минути. И јас за 20 минути вадење на шипка потрошив јас 2 години. Тропање од врата на врата. Како ви успеа тоа конечно да дојде, или тоа беше само благодарение на Жан Митрев? Повторно настрана на институциите, повторно настрана на министерството, никој не се заложи. Никој не се заложи. Искрено излезе во јавност, ќе одите во приватните клиники, ќе видите дали они можат да ви помогнат или не, пошто државните не можат, ќе бараме во приватните, во ред. И во приватните единствениот што се нафати да ни помогне беше доктор Жан Митрев. И го направивме тоа што го направивме. Но сега испадна нова компликација. Ке Тамара болеста прогресирала повеќе од што докторот мислеше. Но што е важно да кажеме, кога се вади оваа прва шипка, треба да се вгради нова. Да. Периодот од едното до другото, од ова едното отстранување, а новото вградување треба да биде колкав? Најмногу. Докторот кога ја извади шипката, ја донесе Тамара буквално во раци, уште не беше досвестена, ја остави и само ми рече: ако за 6 месеци ова дете не му се вгради нова шипка и не се направи екстерно тегнење на незиниот рабет, кој тогаш беше околу 40%, искривување на рабетот, ова дете постои шанса да почине. Знаете, он мене ми ја носи, значи буквално во раци унесвестена, значи уште не освестена од анестезијата, он мене ми дава бомбастична информација. Значи шок. Не сте спремни. Не очекував такво нешто. Значи очекував дека ќе се извади ова, ќе се вгради друга и крај на приказката. Но излезе дека тоа нема да биде баш така лесно. Сега тоа е нов момент кога Тамара е веќе подпорасната, нели? Да. Ја нема шипката во своето тело, функционира без таков дел. Да. И тоа претпоставуваме повторно сосема нов начин на функционирање. Да, но шипката си го направила своето. Значи нежината шипка по рабетниот столб како што е, таа што растала, значи направила прогрес. Прогрес во кривина на буквата С. Кој тој прогрес си остана таков како што си е. И почна да се доискривува. А тоа беше овој дел каде што го зафаќа срцето и желудникот. Значи сега се случуваат уште поголеми проблеми. Уште поголеми проблеми со останатите органи од телот. Како успеваше Тамара со тоа да се носи? И вие покрај неа се разбира. Значи, ние сме семејство каде што солзите и тагата си ги чуваме само за себе, во кругот на семејството. Кога ќе излеземе надвор, ние сме сосвем нормални луѓе. Значи, за нас, за Тамара, не постоеше нешто што она не може да го направи. Иако и беше прелесен тој незин ранец, кој внатре носеше само 2 тетрадки, кој мораше да ги носи заради тоа што домашно треба да напише. Сите книги стоја во школа. Јас имав дома дупликат,
за да не го носи тој терет. Може би не носела Ама сето- терет, но видовме во прилогот кој не беше воведен во емисијата, значи имав прилика да го посетам вашиот дом во Велес. Вие живеете на една сериозна Да. угорнина. Горница, да. И куќата ви е нели Да. на високо и патот од училиштето до дома не е рамен. Да. А со таква деформација како што имала Тамара сигурно било уште потешко. Само тоа она си го знаеше. И никогаш не ми го призна. Дека ја Ниту пари тешко. Не се пожали. Тешко и беше, ме боли грбот. Но никогаш не се пожали дека е тешко да оди во школа. Ми споменавте исто така дека по овие велите ќе дојдете дома попладне, покасно. Минутите на заедничките минути што ги имате со Тамара се повеќе или помалку да ја помогнете да ја намалите болката, но не да ја дадете лекарства, туку да ја масирате. Да. Тоа мораше да се случува за да се ублажи болката што ја чувствува по пароватот. И така и заспивав. Кога се вмешуваат политичарите и политиката во приказната, таа станува уште по-страшна и да речем, интензивна во јавноста. Никој не може да избега од моментот дека приказната на Тамара и вашето појавување во јавноста во еден момент на вистина и по смртта и за време на вашата борба, во еден момент стана и политичка маша. Па се препукува едните со другите, кој повеќе, а кој помалку се погрижил или ќе се грижи за децата со такви потреби. Гледам дека ги затварате очите затоа што не ја сакате оваа тема, не ја сакам ни јас. Но сакам да ве слушнам што се слушнавте и што се видовте вие и до смртта и по смртта на вашето дете Ново само од ќе овие кажам. политички елити. Ново само ќе кажам дека политичарите се таму каде што се, тоа што ние народот го правиме тоа, да таму се оние што се. И тие политичари Ти треба во служба на народот. Да, и треба да работат во служба за народот. Кога јас барав помош за Тамара да се помогне, ниеден политичар не дојде и не ме праша како ми е, како му е на моето дете. Одевте вие И на сега нивните врати. доаѓаме во момент кога во собрание слушам дека одекнува името Тамара. Страшна работа. Тоа беше А понезината зашто кога јас барав помош, никој не ја помогна? Тоа е многу големо прашање кој мене ден-денска ме мачи. И нема никош да добием одговор на тоа. Вие бевте доволно храбра да буквално следите каде денес, условно, ќе се појави министерот за здравство. Да, буквално го бркав. Да, или каде денеска ќе се појави директорката тогаш на Фондот за здравство, каде ќе се појави премиерот. И со веројатно цело купче фотокопии од документи да дојдете до нив и ако ништо повеќе да им ги предадете. Да, јас на сите тие што ги споменавте им ги давав документите со искривениот грб на Тамара во рака. Им кажав немојте да ги фрлате, помогнете му на моето дете. Имаше сцена таква на телевизија и се појави мало делче. Прв пат кога успевате лице во лице да се видите со Тодоров, тогашниот министер за здравство. Во Велес беше дојден. Да. Вие седите на една клупа покрај И го чекам. здравствениот дом и го чекате, да. Да. Нормално не сте најавена, ниту пак тој знаел дека вие ќе се појавите. И? Да, и беше... Неговата реакција беше многу бурна. Зашто јас сум се појавила? Не најавена, како што кажавте. И реков, добро, не најавена, може ли да разговараме? Тогаш таму рече, добро, во ред, ќе се заложам за случајот и замина. И јас разговарав со тоа го кажа 100 пати, јавно. Да, Сите и тогаш. замина од мене, значи он воопшто не се ни потруди да ме слушне. И јас разговарав со сосвим друг човек.
кој не знам дали правилно му ја пренесе приказка. Значи јас бев таму, јас го чекав и можеше слободно да се запознае, но него му беше побитно кој е најавен, кој не е. Потоа следува или во тоа некој меѓувреме и приказната околу фондот и за тоа дали ви се одобрени средства или не ви се одобрени средства за лекување. Неколку пати беше, вие ќе се појавите на телевизија, па ќе се појави некоја институција и ќе каже, ама готова е работата, нели? Само што не се одобрени средствата и само што не... Цело време бевме во таква некоја фрка, значи дури ми беше соопштено во лифт дека јас сум добила решение каде што во некоја болница во Турција каде што имало хелиодром. Бе, јас погледнав вака и сам му реков, ало луѓе, мене ми треба доктор кој ќе ја исправи и излечи. Не ми треба хелиодром. Јас не планирам се возам со ништо. Јас сакам само детето да ми оздрави и да не ми вика мамо грбот ми боли. Вие добивте ли некогаш некакво решение Да, за добив. лекување во странство? Да, добив 3 дена после смртта на Тамара. Добив. За тоа знам и за тоа ќе зборуваме, но предходно Не. никогаш. Значи, можете да го сметате дека сум добила решение, соопштението во лифт. Решение за кое некој ви кажува, ама никогаш не го добивате, нити го видовте со... Решение можеме да со правиме сопствени- за писмено. Да. Тоа е веќе решение. А решение писмено, усно, можеме да се разговараме јас и ти и можеме да дојдеме до решение, али онака, уличко решение. Последните денови пред смртта на Тамара вие добивате информација дека нели средства се одобрени и дека нели само што не сте го добиле решението. Знаете како За- се случи? Морам да го кажам тој момент. Јас исто сакам да ја нагласам и сумата која што цело време е нели споменувана и потребна за интервенцијата. 30.000 евра. 30.000 евра, повторно доктор Ковач во Хрватска, ако не се лажам, или Не. 30.000 Благодарение евра. на моето бркање на директорката на фондот, ми кажа дека ќе доаѓа некој доктор од Турција и она ќе стори напори да ја прегледа Тамара. Добро, во ред, реков, нема проблем. Конечно, некој ќе ја прегледа Тамара од сите тие во фондот, пошто никој не ја прегледа Тамара. Освен тој човек, никој не ја прегледа. Да, тоа сакам да нагласим, ќе ве прекинам. Еден интересен момент што цело време исто така го нагласувате. Сите овие луѓе од докторската фела велите дека даваат мислење според претходни наоди кои Да. што нели вие им ги давате Да, како да, купче, но никогаш и никој не го прегледал вашето дете. Па немаа време. Според мене немаа време. Само имаше докторот од Турција време, дојде, ја виде и се фати за глава. И рече, oh my god, this is not human body. И тоа самото тоа и Тамар го разбра. И ги снема сите доктори. Во трауматологија. И јас се останав сама со докторот. И докторот убаво ми објасни каде е проблемот, кој јас веќе го знаев и видливо беше каде е проблемот. И ми кажа, јас ова не можам да го направам. Се чекало многу време. Зошто сте чекале волку? И јас реков, што да ти кажам, човек? Значи, чукам од врата на врата, на крај дојдов до тебе и ти ми кажуваш дека уствари ти не можеш да му помогнеш на моето дете. Добро, кој? И на крајот човекот кажа, јас морам да побарам тим од најмалце 5 доктори за ова да го направиме. И дали ќе се нафатат, пошто веќе е голем ризик. И сега, докторе, што правиме? А веќе дојде нова година, тоа се случи 25 декември, го памтам и датумот. А Тамара почина на 9 февруар. Додека чекавте да се собере. Додека чекавме некој доктор да дојде во Да се Македонија. собере тимот. Последните денови од животот на Тамар навестуваше ли нешто дека ќе се случи најстрашното? Сакаш да го кажам тоа последните зборови на Тамара? Добро. Малце. Значи, пошто приказната
стана многу јавна, се заинтересираа и многу луѓе од странство нашинци да ни помогнат, со тоа што ќе најдат болница и ќе нас сместат кај нив, такви некои работи да се вработиме, да се иселиме, дури до тие опции дојдовме. Таа болница беше во Чикаго и другата беше во Германија. Значи, ние добивме позитивно решение за лекување во странство во Чикаго. Значи, конечно добивме решение кое е бесплатно. Значи, кое болницата дури се нуди да ни покрие и патни трошкови. И смешта и све таму, само за да ја помогне на Тамара, пошто болеста, очигледно, кога ја виделе снимката, Господ знае што се помислило тие луѓе. Како уствари живее таму. Како ова дете живо. Да. Ние тоа го добивме во петокот, пред 2 дена пред да почне Тамара. Го добивме како известување дека ние веќе сме примени во тој процес на таа болница и требаше да известиме тетка Биле дека ние сме направиле, дека веќе треба да престане приказката во Македонија, ние ќе се одиме надвор од Македонија. Да се стиша се. Да, бидејќи не добивме ништо од Македонија, освен ветување дека ќе се помогне. Да, ќе биде. Ништо повеќе. Неделата беше таа пресудна, која Тамара се однесуваше многу чудно, морам да кажам. За мене сега чудно, но тогаш нормално. Ненормално, нормално, не знаев ни јас. Значи, вечерта пред да заспие, ја гушна својата сестра и кажа немој никогаш да заборавиш дека си имала сестра Тамара. Знаете и како да ви кажам, како во некоја состојба поспана. Со мажот ми разговаравме, не е нешто нормално, но знаете, она знаеше понекогаш да изреагира и така, знаеш. Јас сум болна, мене ќе ме заборавите, јас ќе одам во болница, вие сами ќе си живеете. Знаете, јас и мама во болница, вие тука сами, некој таков интерес. Ај си реков. Не гушна нас двајцата и ни кажа немојте да се карате. Заради мене тоа што сум болна. Знаете, пак дојде чудно, но пак не ставивме некој впечаток дека нешто се случува. И да сум знаела, не можело ништо да направам. Тоа беа проштални зборови. Сегаш јас го сваќам тоа, тогаш не го сватив. Легнавме сите, мамичко, ме боли грбот, се масираме, ме гушна, ме баци и само ми рече, мамичко, немој да плачеш за мене. Се заврте и заспа. Утрото кога станав, Тамара имаше пена на устата и веќе не дишеше. Тоа беше се. И почна новиот хорор во нашето семејство. Каде што бев обвината после тоа, дека починало од бронхопнеумонија, не сум ја лечела соодветно, јас ги поминав сите докторски врати и никој не ме помогна. И на крајот виновна. Да, за жал. Јас изгубив дете и бев крива, не сум го лечела соодветно. Јас не сум доктор. Прво, јас сум само мајка, која си бараше лек за своето болно дете. Ја носите Тамара, велите, тоа утро на раце во болница. Да. Почината. Да. И она што ја прави приказната уште по-страшна е што вие се уште немате добиен обдукцијски наод. Да. Веќе 3 години и 2,5 месеци. И јас не знам од што почина мојата Тамара. Бевте и на таа врата да го побарате наодот. Да, но ми кажа во обвинителство да го барам. Бидејќи не можеле од таму да ми го дадат. А тоа дали е во обвинителство поднесено со некаква намера или не, исто така не знаете, бидејќи еве ќе ја споменам повторно Билјана и таа Упорно се јавува и бара одговори на прашањата дали е воопшто некаква истрага во тек
за смртта на малата Тамара или не, но и таа не добива одговори, ако не се Да. лажам. Јас само знам име и презиме на обвинителката, која никогаш не сме видела, никогаш не ме примила и никогаш не ми дала објаснување зашто постапката е таму кај што е. За мене е статус нула. 3 дена по смртта на Тамара добивате дома решение Ау. за нејзиното лекување. Бомба. Тоа беше бомба. Тоа беше шлак на се. Мислам дека поголемо разочарување од таа ден не добив. Дори ми беше уште потешко кога добиш писмото, него самата смрт. Бидејќи тоа за мене, јас го третирам како едноставно понижување, изигрување со еден детски живот. И се појавивте во јавноста. Изборувавте. И Да. знаете што ви беше замерено? Дека бев нашминкана, така? Не дека бевте нашминкана, зошто не плачете? Беше прашањето. Кажав и претходно, ќе кажам и. Тој што сака да ме види да плачам, ќе ме види кај Тамара на гробот. Јас не го оправдувам, тоа само да не ме Да, да. разберете Не. погрешно. Разбирам што сака да Не, кажеш. не се согласувам со тие што замериле зошто не плачете. Некој има своји начини како да ја живее болката. Значи, ако јас плачам, јас нема да ја кажам мојата приказка. Ако јас не ја кажам, тогаш зошто сме тука? За јас да плачам? Мислам, нема логика. И затоа излегов. Првен се исплакав добро, па потоа излегов и го кажав сето тоа што имав да го кажам. И си утре волт. Дали тогаш бевте најуморна или тогаш ви се случи да се опушти и вашето тело, нели, од целата трка, од целото бркање и тропање по врати? Тамара го изгуби животот, но каде беше тогаш вашиот живот? И каков беше вашиот живот во тој момент? После смртта на Тамара, после првиот протест, паднавме во толку тешка депресија, тогаш свативме ние дека Тамара Ја нема. А до тогаш не бевме сватена. Мислевме по некои сваќање, мислев дека ако направам тоа, нешто ќе направам и нешто ќе се врати, ќе се промени. Но јас тори тогаш сватив дека Тамара моја нема и нема никогаш да се врати. Пак ќе ги споменам политичарите, приказната за политичарите во вашата приказна, протестите кои што беа во име на Тамара, како целата наша заедница реагираше на името Тамара и уште ред други прашања, но затоа по рекламите. Рековме дека ќе продолжиме со тоа што навистина беше приказната на Тамара во јавност. Новинарите навистина не губеа прилика министерот за здравство да го прашаат за случајот за малата Тамара. Од негова страна имаше секогаш едните исти, нели, коментари дека ќе се погрижи за случајот и така натаму. Но јас сега ќе повикам еден материјал краток, бидејќи тогаш тие ликови некако беа важни во вашата приказна, да се направи нешто повеќе. Тоа беше, нели, министерот за здравство и веројатно тогашниот премиер Груевски. И ова се две изјави нивни по смртта на Тамара. Еве, нема да се навраќаме наназад низ новинарски прилози што се имаат изјавувано. Ќе слушнеме две изјави кои што ги имаат дадено по смртта на Тамара, па ќе ги коментираме. Чувствувам прилично вака разочарување и наистина ми е искрено жал за тоа што се случи. Сакам да изразам длабоко сочувство до семејството на малата Тамара.
искрено да кажам дека наистина ми е жал за тој трагичен немил настап. Кога пред известно време разбрав за овој случај, имајќи предвид дека овој случај не е случај за кој што одлучувам јас, ниту Министерството на здравството. Случајот ме трогна и ја повикав директорката на Фондот за здравствено осигурување со цел да ја замолам да се заложи за позитивно решавање на овој случај. Ја повикав кај мене, разговаравме, ја замолив да се заложи и директорката да се заложи. Позитивно да се реши случајот и случајот на малото Тамара беше решен на тој начин што беа обезбедени средства и донесена одлука за лекување на Тамара во странство. Покрај тоа, кога го по повод отварањето или започнувањето со работа на спиналниот центар, беше повикан еден од врвните експерти за спинална хирургија од Турција, но и пошироко во Европа, професор Туфук, кој што го замолив да ја прегледа Тамара и да даде свој стручен став. Професорот рече дека нема шанси таа операција да се изведе во Македонија и дека многу е веројатно да бидат мали шансите за успех на операцијата и во тој центар во кој што беше упатен, иако центарот беше специализиран за овој тип на операција. Затоа што операцијата, како по неговото кажување, била исклучително ретка, тешка, сложена операција, за која што им предложил на родителите да биде изведена од страна на група од врвни негови колеги, кои што работат во различни болници. Затоа што сметал дека дека нема тим кој што во една болница кој што може да изведе оваа интервенција, требало различни експерти кои што работат во различни болници. Родителите го прифатиле тој предлог да не се упати во специализираниот центар за спинална хирургија, него да се чека да се состави посебен тим од повеќе болници и Тамара да се оперира во една болница во странство. Требаше терминот да биде некаде овие денови, 8 или 9 да се каже терминот и да биде упатена Тамара на операција. За жал не издржа и иако мислам дека се што беше во моја мок да направам, дури можеби и повеќе од тоа, сепак очигледно не било тоа доволно. Сакам да кажам дека наистина ми е многу жалам за целиот овој немил настан и искрено сочувствувам со семејството на Тамара. Требаше да биде оперирано. Тоа чекаше за операција за друга болест. Беше понудена, колку што се сеќавам од информациите што ги добив, болница во Турција да биде оперирано, но родителот на детето оцени дека не треба во таа болница со некои своји аргументи и бараше во друга болница. Додека тоа се организираше и се чекаше, додека тоа не се беше случило да отиде, девојчето имало бронхопневмонија. Не било третирано соодветно, не било однесено на лекар, било третирано според информациите што тогаш ги добив со некои домашни лекови на начин на кој што сметале дома дека треба да му помогнат и починал. И тоа има, значи. Не сте однеле на лекар, не сте третирале соодветно, и така натаму. Не баре во дворот би бил, па знаел што се случува зад вашата врата. Нели од тоа што можевме да го слушнеме од Тодоров, ево на што цело време го зборуваме. Секогаш, за случајот Тамара, се сведува на тоа. Требаше, можеме, ќе биде и така натаму. Да. Дали имавте прилика да го слушнете ова што го кажува овој пат и Тодоров и Груевски? Имавте, предпоставувам. Да. Да го искоментирам моментот што го кажува господинот министер, тогашниот министер за здравство. Ќе кажам само едно. Доколку доволно добро се ангажираше, и доколку ме заслушаше тогаш кога јас го чекав и го бркав, според мене, Тамара ќе беше жива. Стоите за тоа дека тој е клучната фигура во целата приказна?
да не беше клучната фигура, немаше да дојдам на него. Значи, бев известена преку луѓе кои сакаат да ми помогнат дека постои забрана за лекување на овие дечиња, кои бевме 5, не беше само Тамара. Другите значи после смртта на Тамара другите добија дозвола да се лекуваат, но беше моментот ќе се лечи Тамара во спиналниот центар кој ќе се отвори наскоро и дека ние мораме да чекаме да се отвори спинален центар. 2018 спиналниот центар уште не го видовме. Јас не знам каде е тој. Заинформирана сум само дека е некоја соба на травматологија и дека работи еден доктор таму. Толку знам. Страшно беше тоа кога некој ја пушти приказната дека Тамара е детето кое може да се користи Да, за сликање. за цели нели промоција, отварање на тој центар, а по цена на незиниот живот. Дури еден новинар на едно стоење на Тодоров го прашува дали да сте вие. Да, тоа јас на го местото. порачав тоа прашање, да го прашаат дали кога би се работело за негово дете, он би чекал да се отвори спинален центар кој еве 2018 се уште не постои. Јас го пратив тоа прашање. И добив одговор дека тоа не е етичко прашање. Значи не допира до него. Јас не сум виновна. А за ова другото, за жал му ги дадов документите. Другото е Груевски, претпоставувам. Да, за другиот. И тој ги има добиено. Да, тој ги доби во раце. А он што си правил истражување, можел да дојде и да праша. И едниот и другиот. Ете, гледате, знае и што сте имале во Не домашната знам, аптека. јас и они што знаеле, и кој ги информирал, ама јас нема да дозволам некои ликови да ми го уништат достоинството и споменот и гордоста што имам за Тамара. Да се поигруваат и да кажуваат некои испитувања што они ги правеле. Они си ги правеле за себе. И не знам кој ги информирал, но јас имам документи кои се со печати веродостојни. Така, Од доктори. тогашната власт знаеме дека не сакаше многу да биде критикувана и не често се имаше прилика на телевизија или во јавноста да се слушнат приказни кои што нели не им годат на нивниот рейтинг. Во тој контекст сакам само накратко да се навратиме. Вие со вашиот сопруг работите на исто работно место, практично. Да. Нели, претпоставувам во различни смени, меѓутоа работите во нешто што е приватна пекара во Велес. Нешто што се вели производство. Што се вели производство, но по вашето прво појавување во јавност се појавуваат и првите проблеми. Да. Јас морам да напуштам работата заради тоа што некој така сакал. А некој така сакал затоа што? А мажот ми доби отказ од работа заради тоа што замина во Италија да побара помош од италијански доктори за да спасиме Тамара. И кога се врати, тој беше одјавен, а ние не знаевме. А зошто вие бевте отпуштена од работа? Затоа што кренав голема бука. Си го кажа, си побарав мојот проблем да се реши. Бевте опомената? Да. И пак продолжи. Како стигнуваат тие опомени до вас? Што ви веле? Престани, доста. Ке добиеш, премногу зборуваш. Затоа не добиваш. И слично. Тоа претпоставувам ве тераше да бидете уште погласна. Или ве поколеба во некој момент. Значи, кога ја прочитав фамозниот извештај од второстепена комисија дека јас треба да чекам да се отвори спинален центар, да моето дете се лечи, јас тогаш сватив дека никогаш нема да добијам.
лекување. Се И уплашивте? почнав Се уплашивте ли барам. некогаш? Од тие закани, не знам колку биле суптилни, сакам од кого тоа се плаша. да ми кажете, не знам. Прашувам, не знам од кого ви доаѓале закани. Ама јас ја изгубив Тамара. Не може ништо повеќе да ме Не повреди од зборувам, сето тоа. да, зборувам во периодот додека е уште жива и додека трае борбата за незиниот живот. Зборувам Да, за тој но период. беа тоа некои минимални. Кога почина Тамара беа многу поголеми. За на крај да бидат уште поголеми. Има еден пример кој мислам дека можете да го кажете. За тоа какви закани или заплашувања добивате по смртта на Тамара. Јас добивав закани од приватни телефонски броеви кои и од лица кои ги знаев, кои секогаш се прашував како да отидам да пријавам во полиција кога тие уствари се таму. Тоа обесхрабрува. Знаев дека ништо нема да направам. И само ги оставив да се зборуваат и да ме заплашуваат. Они мислеа дека они мене ќе ме заплашат. Но јас, од самото тоа што јас ја изгубив Тамара, нема повеќе ништо, нешто што не можам да го направам. По смртта на Тамара, после само неколку денови, самата носите одлука дека сакате да направите се што можете и за болеста на вашата втора ќерка. Иако докторите ви велат дека не мора да се брза, Да. Но јас инсистирав. Повторно добив помош од доктор Жан Митрев, кој јас Тамара ја закопав на 9 февруар, а следната операција беше она која се случи на 23 април. Значи, само неколку месеци, месец-два месец и после, половина, да. после смртта на Тамара. Два. Најстрашната работа, што јас цело време одам од стрес во стрес, беше будењето на мојата ќерка после операцијата. И само, уште не ли беше свесна, не ли беше што кажала, уствари. Беше моментот, мамо, ти ме донесе мене, и јас да си одам ке Тамара, нели? И ти ќе си дојдеш со нас и ќе си бидеме среќни. Тогаш не знаев кај се наоѓа. Тоа ме беше многу голем бум. Значи јас ја донесов да ја спасам, а незиното малецко мозоче размислува многу поинако. А не ни свесно. После смртта на Тамара, покрај што сите ние возрастните одевме на психолози, и таа ја одеше. Но За тоа да мало го дете поднесе. ја потресува уште една случка, која што едноставно не може да не ја споменеме. Иако, веројатно, од се што зборувавме досега, тоа е прашањето за кое најмалку сакате да зборувате. Но не можеме да не го споменеме, бидејќи мислам дека оние кои ја знаеа приказната за Тамара и она што се случуваше по незината смрт, очекуваат да кажеме нешто за тоа. Кога рековте те она, нели, како сите вие, така и таа морала да оди да посетува, нели, помош од психолог. А за тоа мало дете уште поголем стрес е кога на телевизија, како таа, така и сите вие, целото семејство, гледате дека незиниот дедо е осомничен за убиство на тогашниот министер Тодоров. И се појавува со пиштол во рака на слепоочницата од министерот. Тоа беше уште поголема бомба, уште поголем стрес.
За тоа дознавате од медиумите. Да. И прашањето на мојата ќерка, мамо, ова дедо е? Не знам што да одговорам. Бидејќи ова прашање ви беше најтешко, самата одлучивте нешто да си напишете за да си помогнете во одговорот. Не мора да го цитираме целото, но не можам да не забележам дека првата реченица ви е: јас потекнувам од дисфункционално семејство. Точно. Значи, моите родители се разведоа. Ова скоро го знаат само оние што ми се најблиски, но еве јавно ќе го кажам, морам да го кажам. Наше дисфункционално семејство, моите родители се разведоа кога се роди Тамара. Мајка ми се премажи и ние останавме едноставно со татко. Вие сте 3 деца. Да. Но мајката комплетно исчезнува од вашиот живот. Да. Комплетно. Остануваме со таткото кој тогаш и беа малолетни мојот брат и сестра, кој се обидува да ги донесем на некој. Прав пат. Да. Но Кога ја гледате мајката прв пат по долга пауза, ја гледате, велите, прв пат на погребот на Тамара. па за жал така беше. И сега таа мајка вас сигурно имала прилика да ве гледа 3 години, 4 години, колку ве имаше на телевизија, гласни во борбата за Тамара, во борбата против здравствениот систем. И никогаш не ви се јави. Знаете како, она покушуваше преку Да ви даде поддршка, да ви даде храброст уште би малце сакала да... да става многу големо внимание на мојата мајка, бидејќи она си го кажа своето што си го кажа, си одлучи така. И тоа јас останав со татко ми, немав друг избор. Но и со вашиот татко се случи тоа што се случи. Вие јавно го кажавте својот коментар и вашето мислење за тоа. Да, и се уште го имам истото мислење. И се уште го имам истото мислење. А тоа е? Значи, го осудувам. Колку да ми е тешко, те ми е татко. Но го осудувам. Тоа не е начин на правење на работите, не е начин на одлука, не е начин на правда. Тој постојано велеше дека некој мора да плати за смртта на Тамара, но ништо не надовестуваше дека он ќе направи нешто вау, Така, како ова што го направи. Значи тоа во никој случај, значи нема ни да му проста. Мислам. Го посетувате ли? Да, мојата прва посета беше, не знам по сколку време беше, бев лута, не сакав да го видам, не сакав ништо. Ајде, реков, нема смисла. Пошто бев у јавноста, знаеш, као ја дека знам, не знам, натака навака, добро. И нашата прва средба беше, моето прво прашање беше тато зошто? Што добивме со тоа, Тамара не се враќа со тоа? И рече, да земеш и да си одиш. Ве Тоа избрка. не е твоја работа. Да, буквално ме избрка. Нормално, после пак си бевме лути и така. Како го живееш, еве, на крајот сме веќе животот сега? Се трудам да бидам добра мајка, добар родител на моето дете. Се трудам да го изведам на оној добар пат, каде што мене ми беа многу работи скратени. И јас се обидувам тоа да го дозволам на мојата ќерка. Се обидувам да ја истрам оваа битка што ја почнав, тоа е битката за Тамара. А што се однесува до мојот татко, мислам дека правдата треба да си го најде своето место. За мене е виновен. Тоа не требаше да се случи. Имате ли очекување и во тоа што е правна битка со институциите за негрижата за вашата ќерка?
До сега нема никаков одговор за ништо. Поминаа 3 години и 2 месеца, 2-3 месеци. Јас немам добиено обдукцијски материјал, не знам ништо се случува, ни како се случува, ни кој е испрашан, ни што е испрашан, освен што знам дека јас сум испрашана. Како се насувало, како се одвивала работата и сите документи што ги имам, ги приложив како докази да се знае кој е, каде е вината да се најде. Но според тоа што тука е првостепена комисија, првостепена, второстепена, па и други луѓе се вмешани во сето тоа, сметам дека 3 години беше доволно време за нешто ако веќе се истражувало да се истражи. Доволни беа моите само документи и нивните подписи и небулозната одлука дека треба да чекаме да се отвори спинален центар кој се уште не постои. И не можам да не прашам уште само ова, бидејќи сме на крајот со времето. Се случија многу протести, нели, за да се слушне гласот за Тамара, да се погрижат институциите, да не се изгуби тој живот. Имавте ви хуманитарни концерти и така натаму. Имаше протести по незината смрт, она што исто вака сакам да го нагласам баш договарајќи се за разговорот, самата ми рековте утре да има во Македонија протести против здравствениот систем, прва ќе дојдам повторно да протестирам. Но она што се случуваше по смртта на Тијана, на Тамара, се извинувам, на социјалните мрежи беа веројатно едни од поактивните и во контекст на секоја можна финансиска трансакција или информација од финансиски карактер дека за ова или за она владата потрошила пари, името на Тамара беше користено нели во контекст на тоа колку Тамари чини, не знам, овој споменик или колку Тамари чини оваа зграда. Искрено тоа многу ми смета. Пошто Тамара им стана синоним на некое мерило за, не знам, препукување за мене. Значи 30.000 евра стана смешна за фраканција. Као што институциите не функционира едни со други, за тоа што случи тоа што се случи, трагичен епилог. А сето тоа се сврте некако и политичари се замеша, и социјални мрежи, и кој уште више не. А никој мене не ме разбра дека јас се борам против здравствениот систем да се смени. Не може да седи некој таму и да одлучува дали ова дете заслужува да се лечи во странство или заслужува таму ке заштедал волку или толку. Значи тоа што следува. Тоа што може во Македонија може, никој не го спори тоа. Но тоа што не може да се случи во Македонија, тоа не сме никој да го спори. И за тоа и авион ќе земам и ќе се вратам на првиот протест кога ќе разберам дека е за здравствениот систем. Пошто во здравствениот систем според мене треба да работат луѓе кои знаат каде се проблемите, кои треба да ги посочат тие проблеми за тие директори да ги решаваат тие проблеми, а не да се занимаваат со некои глупи работи, со политичари кои како ќе им нареди, кои ќе им се јави и како ќе им нареди што да кажат и што да напишат. Значи здравствениот треба систем да работи како што, значи да функционираат институциите помеѓу себе. Јас сега каде што живеам во Словенија, значи јас добивам информации на домашна адреса. Значи што ми следува, а што не ми следува. И тоа што ми следува јас го добивам. Тоа што не ми следува никому, ништо немам право да го барам. А ние имаме изгласан закон дека децата што не операциите што не може да се извршат во Македонија со 200 евра партиципација ќе се лечат пациентите надвор од Македонија и тоа не се почитува. Жаклина, многу ми беше мило што ве запознав. Не беше чест што разговаравме. Ви секогаш е задоволство да се зборува со храбра жена. Сте поминале многу. Добро стоите и добро се држите со оглед на тоа низ што се поминавте и низ што се поминувате. Ќе ми биде многу мило ако во Словенија ја најдете сета среќа на овој свет и успеете да
бидете своји на своето и вие испраќам. За крај имам нешто што го заборавив и морам Да. да го потенцирам. Значи, јас не бев партиски одбоена никогаш и нема да бидам никогаш. И не сакам партиски препокувања за случајот Тамара. Бидејќи Тамара не беше ни од никоја партија. Тамара беше само човек кој бараше помош од државата. А доби 3 дена после смрт и од сасвим друга држава. Доволно, кажавте со ова. Вие испраќам сета сила на овој свет. да бидете среќни и задоволни. Многу поздрави за малата Теона. Ви благодарам уште еднаш. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието и ви посакувам добра ноќ и се гледаме повторно за 7 дена.